Стаклената градина за одгледување растенија во регулирани климатски услови која е поставена во кругот на Средното стручно училиште Моша Пијаде во Тетово во изминатиот период е целосно опремена. Таа ќе помогне во развојот на земјоделството во Полошкиот регион, така што ќе понуди простор за обуки за одгледување на најразлични земјоделски култури и изработка на бизнис планови. Конструкцијата на стакленикот е поставена преку проект на Министерството за земјоделие, а со заложби на училиштето, преку проект Социјално фармерство. Истиот е доопремен. Опремата содржи систем за капка по капка наводнување со автоматска контрола на самиот тој процес, понатаму прихрана на истата, значи автоматско прихранување и регулација на влажноста и на температурата на воздухот во самиот стакленик. Затоа се уграден е компјутер и автоматика која што сето тоа го прави, што е дополнително интересно. Има веб апликација и мобилна апликација преку која може од далечина да се управува со условите во самиот стакленик. Значи не мора да се биде присутен доколку сакаме да отвориме вентилацијата, да ја намалиме температурата или да ја зголемиме влажноста на воздухот или на почвата во самиот систем. За таа цел има мерачи на температура, мерачи на влажност и сето тоа беше финансирано самиот проект. Покрај опремата во проектот финансираше и две обуки. Едната беше за запознавање на земјоделците за трендовите кои што се во земјоделието, односно за одгледување на култури во затворен простор, а исто така и професорите по бизнис успеа да им пренесат основи како се прави еден бизнис план, односно што треба се да предвидат. Проектот понатаму предвидуваше изнајмување на овој стакленик на јавен повик. Практична настава во стакленикот ќе можат да изведуваат учениците од вкупно 8 паралелки од земјоделската струка. Учениците обавуваат практична настава и тука ќе можат да извршуваат истражувања, да практично да се обучуваат, а доколку имаме и некој што реално ќе се пријави на огласот, а се надеваме дека ќе се пријави, тогаш ќе учествуваат и реално во производство некој процес, односно приватна компанија, така да праксата ќе биде многу позначајна за нив. Стакленикот напролет ќе биде достапен за изнајмување преку јавен повик, откако ќе заврши процесот на трансформација на сопственоста, односно училиштето од општинско ќе премине во државно, а потоа во регионален центар за стручно образование и обука.